На само 5 километри до Куманово сместено е густо населеното село Режановце. Првите куќи со живописни бои на фасадите се забележуваат веднаш по пругата, која физички го двои селото од локалниот пат Куманово-Режановце. На самото влегување забележувате полиња со пченица, која во средината на пролета беше средно изникната и со темно-зелена боја. Иако на само 5 километри, веднаш се забележува свежиот мирис на току-што изникната трева. Добивате слика дека се наоѓате во недопрена убавина, но во исто време имате чувство дека влегувате во село кое е доста добро уредено со современа инфраструктура. Патот ве носи кон средината на селото. Покрај патот лоцирани се убаво средени куќи со големи дворови, типични за рурална средина. Слаба е раздвиженоста тоа предпладне. Младите се на работа, децата на училиште. Од неколку куќи и дворови, љубопитно наблюдуваат неколку старици, прашувајќи се кој го нарушува спокојот во нивното село. Брзо стигнавме до сред село. Од левата страна е сместено подрачното училиште Толизор Думис. Подолу ќе ја раскажеме и битката на селаните, кои во не толку далечната 2005 со сите сили се бореа против тогашните државни и општински власти за да добијат свое училиште. Веднаш до него е црквата Свети Јован Обсечен. Тука е и селската чешма, ладна во летото, топла во зимата.
вообичаените кладенци со вода, за која многумина веруваат дека е лековита. Селаните кои веќе беа тука брзаа да заминат кон своите ниви. Дел од нив со современа механизација, некои од нив со веќе дотраена, брзаа да се обработи земјата, за која и стручните и секој обичен човек во Кумановско знае дека е една од најплодните земји. Режановце е лоцирано во северозападниот дел на Куманово. Доколку го барате преку Google Maps, ви покажува облик на неправилна четвртеста форма. Куќите се блиску една до друга, малку невообичаено за рурална средина, дури е и густо населено. Не пречекуваат веќе повозрасни жители. Едва чека да видат која нарушува пријатната тишина во селото. Една од нив е Виолета Илиевска, која е родена во Режановце. Тука се и мажила, засновала семејство. Интересна е незината приказна. Требала да замине во Австралија, но сепак одлучила животот да го продолжи во селото, за кое вели дека во минатото било на вистина добро место да се живее, но не и во овој период. Им треба инфраструктурно решавање на проблемите. Јас сум Виолета Илиевска, тука сум мажна и од тука сум и девојка и тука и остана. На крај свет бев, се вратив во родниот крај. Јас сум била во Австралија 4 години. Се вративме тука, останавме. Дали е лошо или не, ми тако решимо и тако останаме. Животот овде у село малку е потешко. Понапредни години имаше и пара и се обстануваше, а сак е многу потешко. Од своји придонеси све сами сме изградиле и струју, и школу, и путишта, све сами. Кажете ми зашто се одлучивте да се вратите од Австралија овде во Режановце? Се вратив ради родители што имав обеќано дека ќе ги дочувам и ги дочував колку што може. И затоа можда грешка е за децата, али тоа е тој. Такој смо решили и тука станаме. Тука ви е семејството? Семејството ни е тука, фамилијата сите се тука и така. Си имате внуци? Внуци имам, да, имам 2 внуци и внук. И така. Убаво ли е сега да се живее на ваши години? Сте ја средиле, сте одомиле, што се вели? Убаво е да се живее, само треба стандард да се побольша, да младите да може да живнат. Во нејзиниот двор се играат нејзините внуци и токму во моментот кога помисливме дека најмладите се во нивното подрачно училиште Толизор Думис. Битката за да имаат свое училиште траеше речиси цела година. Жителите упорно се бореа со институциите и добија тоа што го посакува. 2005-2006 од тогаш наваму имаат свое подрачно училиште од 1 до 9 оделение. Училиштето е убаво, речиси ново, со убави кабинети по сите предмети. Учениците се вредни, велат нивните наставници. Децата пак велат дека имаат одлични услови и изјавуваат дека тоа што го учат во училиште од рурална средина не ги спречува да нижат резултати.
Наставниците воодушевено раскажуваа дека нивните ученици се навистина талентирани, но пред се помирни и повоспитани од градските ученици. Кој оделение си прва ти од? 7-5 одделение. Кажи ни, што ти е омилен предмет? Па физичко. Така, имаш ли некои забележителни успеси ти како ученик? Па заедно со подразно училиште заедно освоивме прво место ракомет ова година. Имате ли услови овде да работите, да тренирате, бидејќи го сакаш ракометот? Па имаме, добро. Што правите кога ќе завршите со училиштето? Дали имате место да се дружите и повторно да тренираш ракометот како ќе заврши училиштето? Па да, имам. Еве како ти си задоволна од успехот што го стваруваш со твоите соученици во однос на спортските надпревари? Па задоволна сум, како што рече претходното дете, имаме освоено прво место во ракомет. Дечиња, ние тука тренираме. Интересно ли е тука да работите? Имате ли си услови да си тренирате ракомет, еве постигнувате врни резултати? Па да, имаме и во сала, кога не е баш добро времето во сала, на сончево време надвор, вежбаме. А што правите после часовите? Еве раскажи како ни ти поминува некој ден. Кога е работен ден? Кога излеземе, после часовите се собереме со другарките, донесеме топка, играме кошарка, ракомет или пак играме други игри. Се шетате ни селото? Да, Убаво ли е да се живее на села? да. Што се предности да живееш тука на село во однос на град? Па, тука нема толку бучева, помирно место. Нема толку сообраќај, тоа е добро? Да. Места каде што играме кошарка, фудбал. Што најмногу ти се допаѓа овде во Рожановце, тебе лично? На село е полку. Јас сум 8 одделение 9-летка и ваму во училиштето е супер, мислам, и професорите со нас се добри, да кажам, и друштвото. И тука мислам дека во град е по така бучево, ваму е мирно. Мојот период убаво поминал дека јас сум задоволна од ова училиште. Ги има сите услови, учествувате на надпревари. Да, учествуваме на надпревари, особено по математика и по другите предмети. Има услови. Тука во село играме кошарка, ракомет, се шетаме. Убаво ни помина овие 9 години. Добро ли е училиштето, нуди ли услови? Да, добро е училиштето, имаме услови. Се собираме, се возиме со велосипеди, со мотори, излегуваме да играме фудбал или кошарка, се организираме добро. Имаме терени, имаме и нагоре еден кој може да се игра голем фудбал, имаме и тим кој играме секоја сабота и недела. Има ли простори училиштето за изведување на настава? Па има. И имаме и сала. И што правите после завршување на часовите? Најчесто одиме да си играме. Имате си место? Да. И како си го поминуваш времето откако ќе заврши училиштето? Кажи ни еден твој обичен ден, како си поминуваш? Па малку ми е досадно, во училиштето ми е поубаво,
Се дружам со другарките и така. Имате места каде излегувате после школа, каде се дружите? Па да. И така. Дали ви се допаѓа што тука работите? Па да, сме задоволни од бројката на учениците, од условите вдека во училиштето, иако е подрачно училиште, значи сме задоволни првин од учениците и од структурата на учениците. Кажете ни, тука има мал број на ученици, еве конкретно во ова оделение. Дали е подобро на таков начин да се работи, бидејќи се посветува внимание, нели, на учениците на секој поединечно? Па да, стрикно пример за мојот предмет, како предмет англиски јазик, значи мислам дека е баш подобро да се работи во мали групи, бидејќи многу повеќе се посветува внимание и на децата и на пониските нивоа и на повисоките нивоа. Дали е добро да се работи со деца од рурална средина и каков е односот ако можете да споредите со деца од урбана средина? Па лично немам искуство со некои деца од урбана средина, но за рурална средина можам да кажам дека е буквално уживање на работа. Послушни се децата? Да, целосно послушни. Професор, еве го искористивте убавото време и ги изведовте вашите ученици надвор. Како е да се работи еве во едно подрачно училиште во рурална средина? Добар ден, прво да се представам, јас сум Синиша Филиповски, професор по физичко и здравствено. Во една рурална средина, во Режановце поточно, имаме одлични услови за работа, имаме саличка која е со димензии 16:7, имаме надвор школски двор кај што работиме, малку импровизираме, но постигнуваме врвни резултати. Значи, Имате ли награди? Имаме награди, значи имаме ова година освоено второ место во кошарка и имаме освоено прво место во ракомет. Како е да се работи со ученици од рурална средина? Дали е добро? Па добро е, за разлика од градските средини, овдека дечињата се попримерни, поведение ги е добро, задоволни сме, значи. Од овдека сакам да нагласам дека од Режановце моментално во Куманово имаме најдобра ракоментарка Александра Боризовска, која настапува, да. Со неја почнавме уште во 2008 да работиме, инаку јас предавам 8 години овдека. Еве имаме 4 дечиња кои тренираат за Куманово подмладок, активно се вклучени. Имаме едно момче кошарка што тренира, што исто настапува. Пред некој ден се вратија од Турција, беа во Истанбул на некој турнир и така. Задоволни ли сте што тука работите, еве со години работите и задоволни ли сте од односот на децата во рурална средина? Да, сум задоволна со односот на децата и во средината во која што работам. Добри ли услови има училиштето за изведување? Па може да кажеме дека доста прилични се условите, добри се условите, уште се гради, се надградува, така да немаме проблем. Како е да се работи со деца од рурална средина? Убаво. Значи едноставно имам желба и од самото детство го посакував тоа да бидам како наставник и баш ми е мило што овдека работам во ова училиште со мирни деца, послушни, значи имаме и напредување во училиштата, во самите деца и така да. Добри ученици се? Добри се. Добри, послушни. Во ова училиште има кабинет по информатика последниве 5 години и тој успешно функционира. Во него има инсталирана најнова компјутерска опрема. Значи имаме лаптоп компјутери и имаме фиксни компјутери. За потреби на оделенска настава има лаптоп компјутери, а за потребите на погорните оделенија компјутери со поголема меморија, кои што тие ги користат на часовите. Задоволни ли сте вие тука што работите еве во рурална средина, во рурално училиште? Какви се учениците? Учениците се одлични за работа. Значи, редовни на настава, секогаш слушаат, внимателно забележуваат, почитуваат правила и успехот им е многу добар. Значи, само се 4-ки, 5-ки, ретко која тројка има. Така да јас сум презадоволна што работам во ово училиште и со вакви ученици. Но мора да се потенцира дека и селото има своји проблеми, пред се со канализационата мрежа. Токму помисливме дека селото нема проблеми. Жителите реагираат дека имаат голем проблем со каналот, кој впрочем го немаат. Велат дека тоа може да им предизвика проблеми и да ја загади недопрената природа на селото.
мислам дека сме запоставени, пошто немаме ни канализација, село како село е добро. Добро е во која смисла, кажете ми? Има вода, има приоритет, има дечиња млади, али нема алтернатива никаква нема. Треба на младите да им се пружи шанса на младите да може да се активират и да се работи. Се промени ли селото во изминатиот период, еве? Да, па има многу во однос на претходниот начин на живот, сега е многу поунапредено, повеќе има асфалтен пат, имаме добиено што е многу струја обновена. И само треба, со тек на време треба да се обновува, треба да се одржува, треба да се надоградува, начин на живот оди во друг правец, треба да пратиме и да гледаме од поразвиени земји како се таму инвестира, како се вложува, така и кај нас. Тоа е еден приоритет што треба да се даде за да се задржат млади во село, да се даде малку приоритет на спортски терени, на забава, за да имат интерес да останат тука. Инвестиции некои. Има многу за размислување, има многу што може да се направи, само треба малку да имат слух кои се представници кои ги бираме на избори, после кога ќе дојдат на власт, треба малку да имат слух за секое место. Животот е добар, али без фекална канализација сме опустошени. Канализација ни треба подхитно у село. Пиеме нечиста вода. Има фекалии ако е извршено испитување од Скопје, вика има фекалии вода. А тоа е од овие шанси да може да сними господинот. Па убаво е да се живее, да имамо канал. Као што имамо убаво воду, да имамо канал, главен проблем. Канализација да имамо. Што друго? Си имате семејство овде? Да, си имаме семејство и сакаме тука да останеме во Режановце. Режановце има околу 1000 жители. Има околу 102 ученика. Најголемо село, најгусто населено село, најголема рамница, најбогато с воду. Сепак дали е добро да се биде овде жител? Бога ми најболje и најрамница и најблиско ми е до град, до кое било друго село, најблиско. Туј сам роден и туј ќе останам. Ги оставаме жителите и нивното исчекување од страна на институциите да реагираат и да им се реши овој проблем, за да младите останат тука и тука да го заснуваат семејството. Сепак Режановце повторно ќе биде тема на оваа емисија. Неговата рустична убавина, црквата посветена на Свети Јован Опсечен, но и пример за добар бизнисмен во селото. Го ставаме селото во раните попладневни часови. Жештината на сонцето само уште повеќе ги истакнуваше убавините на житните полиња кои го обколуваат оваа кумановско село со 170 куќи.